Источен петок, петок Балаклија се вика уште извор на лекувањето, бидејќи тој ден верниците одат на најблискиот извор и се измиваат поради лекување од многу болести. Посветена прославувањето на Пресвета Богородица, која на тој ден во богослужењето се нарекува и живоносен источник. И покрај лошото време, голем број на верници успеа да присуствуваат на манастирот Добра вода во Кочанско Оризари. Денес, како што е редот, во манастирот ќе се дава и ручек. На овој настан присуствуваше и владиката Бергалнички Иларион, градоначалникот и останатите верници. Имаме славата на овој ден источен петок Балаклија Богородица, имаме исто така и по вечеринка вечерта даваме па вечера и денеска даваме ручек. Па види синоќ имаше народ, предвидејќи што беше лошо времето дожд, па беше задоволно имаме народ, исто така и денеска имаме доволно народ, према што луѓето се и на работа и тоа се, па имаме доволно народ. Тука е владиката Бергалнички Иларион, тука се и градоначалник, тука се и другите сите верници и секретарот, тука се се, сите се тука и верниците се е тука. Манастирот е што току уреден со нови фрески. Останува уште само да се замени старата кујна со нова. Па затоа апелираше до верниците и останатите граѓани кои се заинтересирани да помогнат во редувањето на нова кујна, која е од особено значење за манастирот и верниците. Сега сме во фаза да почнеме да правиме нова кујна за да можеме да идеме понапред, да се готве понадам. Ова е готова секој, прекрај кујна е. И затоа апелирам на сите кои што може да помогне на овој манастир да зградиме кујната. Кујната ако се згради за сите верници за да се направи ручек, тоа се тоа. Денешниот празник како слава некаде го прославуваат собствениците на ресторани, во некои места на овој ден жените не работат потешки работи, во некои села се бојадисуваат јајца исто како за Великден, само што овој пат им се наменети на мртвите. Во некои места овој празник се прославува и како селска слава, која е обичај да се заколе јагне.